Благодарам, председателе, затоа реков дека сум за збор, затоа што говорот на колегата Јани Макрадули најмалку соодветствуваше на она што навистина е денеска точка на дневен ред, меѓутоа тоа си е негова или партиска работа, јас тука не сакам да се мешам. Значи, денеска имаме предлог на закон за дополнување на законот за определување на име на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, поднесен од колегата Изет Зекири, во кој што во членот 4, според неговиот предлог на закон, се додава нов член 2, после членот уствари 2 се додава нов став 3, кој што треба да гласи дека Советот на општината, односно на Советот на град Скопје, не донесуваат одлуки согласно со став 1 и 2 од овој член, тогаш иницијативата и целата документација со предлогот се доставува до Комитетот за односи меѓу заедниците во Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена. Значи, свесно го прочитав целиот став кој што треба се додаде. Јас мислам дека и лично и како став на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ дека ова е неприфатлив предлог за нас, затоа што законот кој што е донесен уште во 1 октомври 2004 година, значи ја потенцирам датата, затоа што тогаш ВМРО-ДПМНЕ не бил на власт, многу јасно и децидно кажува дека кои се ингеренциите околу минувањето на имењата на улиците, значи тоа си е Советот на соодветната општина, каде што е потребно бандентер во општините каде што има мешан етнички состав. Исто така не се согласувам со колегата Изет Зекири дека дел од советите, поточно општините, каде што албанците се 95% од скупното население, се на некој начин блокирани или кочени од страна на помалото етничка заедница, дали се тоа македонци, дали се турци или срби и така натаму. Јас мислам дека за овој закон околу определување на имења и улици, значи се согласувам дека е потребна одредена дебата. Можеби и пошироко, можеби и овде во Собранието и така натаму. Меѓутоа не се согласувам една етничка заедница да биде окарактеризирана како блокатор на ваквите промени. Затоа што ние имаме, например, општина Струмица, која што е, каде што составот на Советот на општина Струмица е етнички чист. Па се уште не е дојдено до промена на улиците, значи ние главната улица, која што кога влегувате во Струмица, која води до Собранието на општина Струмица, се вика улица Ленинова. Знам дека пред една година се имаше иницијатива, значи тоа е процес. Процесот на промена на таквите улици е тргнат. Дадени се предлози од страна и на политичките партии, и на советниците, и на невладените организации и така натаму. Таа листа на предлози на имења сега е моментално, како што имам јас информации, на разгледување во владата на Република Македонија, и после одобрувањето на листата Советот ќе се одлучува онака како што ќе се одлучува. Патем ВМРО-ДПМНЕ, таму нема мнозинство. Значи, не сакам целата оваа расправа околу законот за определување на имења и улици да се сведе на некој етнички проблем. Значи, ви кажав, значи општини кај што имаме 100% етнички чист состав, се уште не се сменете улиците. Ние се уште имаме две главни улици во Струмица, кои што се викаат Маршал Тито, а например немаме Борис Трајковски, кој што е прв председател кој што потекнал, да кажеме, од Струмица. Исто така имаме училиште во кое сум учел јас, кој што учил сигурно и господинот Панче Орцев, каде што учели и моите родители, кои што се уште после 22 години независност се вика Маршал Тито. Имаше X иницијативи за негова промена, меѓутоа училиштето се уште така се вика. Ама таму не ни се пречка на нас албанците? Затоа што немаме албанци во Струмица. Не ни се ни турците, кои што има одредена етничка заедница, нели? Процентално, затоа што немаат советници. Значи, тоа е пред се одговорност на Советот, ажурност на градоначалникот или на советниците и ствар на политички договор, ако е потребен политички договор. Меѓутоа, во секој случај, јас сум за да се отвори една дебата во која што ќе се слушнат мислењата на граѓаните. Меѓутоа, никако овој проблем, ако може да се нарече проблем, да се сведе врз етничка основа. Затоа што навистина не секаде етничката нишка е повод за застојот на ваквите промени. Исто така мислам дека ние како Собрание на Република Македонија
треба да си оставиме локалната самоуправа, затоа што овој член е кристално јасен, секој да се врши својата функција. На крајот на краиштата рамковниот договор е договор во кој што не се заштитуваат само албанците, да кажеме, во државата или турците или србите. Токму од тие причини е направен и овој рамковен договор во кој ќе се заштитат и македонците, и србите, и грците, и албанците, и во оние општини каде што се малцинство. И не можеме да го гледаме ниту рамковниот договор, ниту измените на овој закон само од она перспектива на која што на вас ви одговара како политичка партија. Аз ве разбирам дека вие имате градоначалник во Гостивар. Значи, може би имаме реални проблеми. Јас не велам дека немаме реални проблеми во одредени општини. Меѓутоа ви кажав и општини во кои што немаме никаков етнички проблем, а се уште улиците си стојат постаро и после 22 години самостојна држава. Или 21. Значи не е тоа проблемот. Проблемот е сосема друг. И ако и јас и господата од СДСМ дискутираме сега, иако сме, нели, припадници на иста етничка заедница, можеби нема да се договориме околу некои име. Затоа што ако за некои луѓе од СДСМ одредени личности се оцрнети или негативни во македонската историја, а други се позитивни, моето мислење може да биде обратно. Ама тоа не значи дека ние имаме етнички проблем. Немаме, ние сме етнички исти. И од тие причини мислам дека не е потребно во ваквите предлози на закон или во ваквите законски решенија да вметнуваме етничка нишка. Навистина не е потребно. Затоа што ако во Гостивар имаме 5, 10, 15% македонци, тогаш може би е потребно договор со таа етничка заедница, па процентуално толку и да им припаднат имења на одредени улици или институции, школи и така натаму. Затоа не се согласувам со овој предлог на закон и затоа јас лично и пратеничката група на ВМРО ДПМН нема да го поддржим. Благодарам. И благодарам.